Не плаши се темата за која ќе зборуваме денеска, браќи и сестри. Живееме во едно време кај што сите ние сме уплашени. Уплашени сме за еднината, како ќе преживееме зимата, скапотија. Сето тоа го оптеретува нашето срце и предизвикува кај нас, ако бидеме искрени, страв. Меѓутоа, ова тема, ова размислување ќе ни помогне да сепак не се плашиме толку и нашата надеж и вера да ја подпираме на Господа. Од што се ние претежно плашиме, да ги оставиме сега овие кризни моменти кои еве ова година минатата и предминатата се случува, настани, кои предизвикаа страв кај нас. Меѓутоа, едно опште прашање, од што ние како луѓе се претежно плашиме? Неодамна Кети Медрано, медицински педијатер, објавила статија наречена Топ 10 силни човечки стравови. Еве сега ќе ги прочитаме тие 10 стравови или список, кај што можеби и ние ќе се најдеме според ова објава, значи според ова што е објавено. Број 1 е неуспех. Луѓето се плашат од неуспех. Второ, од смртта. Понатаму, одбивање, исмејување, осаменост, мизерија, разочарување, болка, непознато, губење на слободата. Многу од овие стравови, браќи и сестри, може да кажеме, се поврзани едно со друго. Како што е смртта и непознатото. Никој од нас не знае што утре ќе се случи. Дали ќе починеме, дали ќе се разболеме, дали ќе се случи земјотрес, дали некоја друга непогода, тоа е непознато и предизвикува кај нас страв. Понатамо, отфрлање и подсмев. Еве, децата почнаа на училиште, некои дечиња се фрустрирани, зашто се отфрлени или не се прифатени од тоа друштво. Интересно, децата, иако се од мали нозе, почнуваат да се групираат и некако се прилагодуваат во таа група или некој не се прилагодува. Болка и беда, неуспех и осаменост. Може да забележиме дека ова се главно предизвикувачки стравови кои опишуваат внатрешната состојба на срцето. Односно, тоа не се стравови од конкретни работи, како што подоста ќе видиме друга листа на стравови. Но сепак и овие стравови предизвикуваат кај нас чувство каде што не се чувствуваме пријатно. Имаме сега втора категорија на стравови. Ја најдов на една анкета на Галуп, каде што било поставено прашање на луѓето од што се вие најмногу плашите. Број 1, змии. Ете, некои од змии се плашат. Јавно говорење, височина, да се биде затворен во мал простор. Дали знаете некој кој се плаши од мал простор? Или во автомобил со затворени прозорци, иако е стакло, го фаќа, го гуши нешто и не може да биде во автомобилот. Пајаци, игли и добивање снимки, глувци, летање со авион, кучиња, громи и молња, одење на лекар, темнина. Ова се сега, овој список е поконкретен. Може да се допри до мене, ја не знам од што се вие плашите. Меѓутоа, гледајќи го овој список, можем јас да се идентификувам со некој од овие стравови. Еве да кажам, да признам од змии. Се плашите ли ви од змии? Ама братиле, може не се плаши. Зашто секој ден е на терен и се соочува со тој проблем. Ама некој од нас може би се плаши повеќе од змии. Некои се плашат од височина, да се качат горе на третиот спрат, на кровот. Некои од игли, се мисли на вакцини и така натаму. Дали се плашите да одете на лекар? Ја не се плашам. Или од јавно говорење. Меѓутоа, некој од вас сега тука да дојде и да му дадеме 5 минути говор, може би ќе се чувствува непријатно. Или тамо на площадот пред 500, пред 2000 луѓе. Значи, сите ние имаме некои стравови и може да се препознаеме во некој од овие точки. Сепак, сакали или не, браќи и сестри, ние имаме своји стравови. Зошто имаме страв? Што е тоа страв? Стравот е основна човечка емоција. Вашата листа не мора да биде ваква, поредена, може да биде испревртена или од половината да почнете надолу, но ќе се најдете во некои точки
дека и кај вас постои одреден страф. Може би, сите ни од време на време размислуваме за собствената смрт и кога ќе се случат околностите, ако се разболеме и се плашиме да не се случи тоа најтрагичното, ако сме мудри, тогаш се прашуваме што тогаш. Ова листа нека не подсетува постојано дека сите ни имаме, сакал или не да признаеме, стравови во нашиот живот. Доволно беше ова листа што ја гледавме, одиме сега напред. Ова беше само да се подсетиме дека стравот е составен дел, браќи и сестри, во нашиот живот. Но сепак во сите тие размислување треба да го вметнеме или да го повикаме Бога. Бог мора да влезе во таа наша пресметка. Мора да има причина зошто Библијата ни кажува не плаши се. Колку пати пише во Библијата не плаши се? Така е. За секој ден имаме причин, односно имаме подлога во која може да се подпираме или ветување од страна на Бога да не се плашиме. Стравот е толку основна човечка емоција што многумина од нас постојно живеат во канџите на стравот, грижата и анксиозноста. Има луѓе кои се постојно во некој страв да заклучиме, да провериме, да видиме оджикот дали е добар, шпорет дали е угаснато, дали е колата заклучена, дали ролетните спуштени. Има луѓе кои се во постоен некој си страв. Може би оправдан, зашто живееме во време на крадци. Бог вели стотици пати не плаши се. А што правите кога се чини дека вашите стравови го освојуваат денот? Се молиме, бараме од Бога сила и понатаму нозите ни се тресат. И понатаму сме во некој окупиран страв. Последна песна во нашите песарки не губи надеж. Меѓутоа, во тие моменти очигледно надежта е подалеко од нас. Длабоко во длабочината на твоето и на моето срце постојат мали семиња на сомнеш, кои полека ртаат и формираат стебло, кое подоцна ќе биде подготвено за жетва на нашите фрустрации и на нашиот гнев. Се молиме, а Бог како да е на годишен одмор, Бог како да молчи и воопшто не го грижа за нашите стравови. Но сепак, денеска ќе ја контактираме Библијата и ќе се подсетиме на некои стари примери, стари луѓе кои ние ги знаеме, но нека бидат предмет и на ова наше денешно размислување, да се подсетиме, да се охрабриме, дека сепак Бог е тој кој ги држи конците на крајот. Настанот со Аврам ја илустрира, браќа и сестри, таа вистина за стравот. За да го добиеме контекстот на вистинската слика за овој прастар човек или патриарх, да одиме во 1 Мојсеева 13 глава 16 стих. Може тамо да читате и ќе видиме дека тој живел еден нормален живот во својот крај. Тука Бог го повикува Аврама, тој немал деца заедно со неговата сопруга и овде во 1 Мојсеева, еве само брзо да се подсетиме, 13-16, вака вели текстот. 16 стих. 1 Мојсеева, 13 глава, 16 стих. Еве го текстот, значи 13-16. Бог му вели на Аврама, односно зборува за таа слика за Аврама. Ке го направам твоето потомство како прав на земјата. Големо ветување Бог му дава на Аврама. Поминало 10 години од ова ветување, ништо нема исполнето. Бог вели, од тебе ќе направам голем народ. Годините се поминувале, времето се одминувало, а резултат од ова Божје ветување скоро нема ништо. Овде Аврам е скоро 85 години и Аврам не се подмладува, туку тој се повеќе станува постар. Сара е во години, не е веќе млада. Едноставно Бог му дал големо ветување, меѓутоа очигледно Аврам се уште чека.
Каде живел Аврам? Еве, извлеков неколку информации. Тој живел во местото Ур-Халдејски, голем град на брегот на реката Еуфрат. Таа река се уште постои, може да ја проверите. Таа тече низ Ирак и се влева во Персискиот залив недалеко од Кувајт. Историчарите пронашле, археолозите велат и ни кажува дека Ур бил еден од најважните градови во античкиот свет во времето на Аврам. Таму живеле луѓе околу 250.000. Замислете, и денеска тој е еден голем град. Имало антички универзитет, голема библиотека. Ур-Халдејски бил познат како центар за математика, астрономија и меѓународна трговија. Бил како Чикаго, Њујорк или Лондон или Сингапур. Значи, во една метропола, солиден град и во денешни услови. Што друго знаеме за Аврам? Аврам најпрви се викал Аврам. Подоцна Бог му го менува во Аврам името. Значи, 75 години е тука кога Бог му се јавува во Ур-Халдејски. Во тоа време, човек од 75 години се сметал за средновечен човек. Значи, како денеска, у колку години човекот е средновечен? 45-50, ако е сега таа листа малце таа скала погоре, но како е да е, значи човек во средни години, бизнисмен и без сомнение добро познат меѓу луѓето, градовите и селата го познавале. Тој неговата сопруга Сара, значи прво Сара, потоа и Бог и го менува во Сара, немале деца. Наспроти таа позадина, Бог му зборува на Аврама и му вели: Авраме, 12 глава од првиот стих, излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам и ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Интересно, Бог подоцна му вели: од тебе ќе излезе потомство како што? Земниот прав. Замислите, читавме веќе 13 глава, 16 стих. Сега годините минуваат, Аврам е постар за 10 години од она прво ветување, прво јавување што Бог го направил во животот на Аврама. Меѓутоа, Аврам бил богат, бил познат, извојувал победи, имал телесна гарда, имал своја војска, извојувал голема победа, може 14 глава да ја читате овде во прва книга Мојсеева, но ништо од тоа не му правило задоволство. Имал банковна сметка дебела, би се рекло во банка, но тоа не му причинувало задоволство. Само они кои поминале низ ово искуство, за да добиеш дете, син или ќерка, го знаат оно што Аврам го доживеал. Но како е да е, Аврам сепак поверувал на Бога и излегол од својот роден крај и тргнал, како овде што вели, во непознато. Меѓутоа, годините поминувале, колку да чека уште Аврам? Имале домашен совет, тука е Сара, тука е тој и си разговарале. Амори жено, колку да чекаме? 5 години, 10 години, 15 години, времето одминува. Дали некој проблем имаме јас и ти? Дали сме сгрешили против Бога, што Бог се уште не го исполнува своето ветување? Саро, дали да го потребиме планот Б? Зашто планот А се уште не е активен, односно не успева. Чекаме, времето одминува. Тие прашање се вртеле низ умот на Аврам. Бог кој се знае, Бог кој точно знае што ние мислиме, го знаел и тоа размислување на Аврама и на Сара. Ке се прашаме денеска зошто Бог не го спречил тоа остварување на планот Б. Сега Бог прави се за да го увери Аврама дека се ќе биде во ред. Авраме, Бог индиректно му вели, не е дојдено времето, се уште не е дојдено времето за вие да имате дете. Авраме, јас сум твојот Бог, семоќен, универзален и вечен. Авраме, јас сум твојот штит.
Меѓутоа, еве читаме 15 глава, први стих. Потоа словото Господово му дојде на Аврам во видение, не плаши се Авраме, јас сум твојот штит, твојата голема награда. Браќи и сестри, постојат 4 причини поради кои Аврам можел да се сомнева во Божјото ветување за добивање на син. Прво, бил премногу стар. Второ, поминало многу години откако било дадено ветувањето. Трето, вакво нешто не се случило досега. Нема запишено во Библијата. И четврто, Сара исто така се сомневала во Божјото ветување. И кога ги гледаме овие причини, браќи и сестри, Аврам се прашувал, Боже, дали ние сме причината за остварување на тоа Твое ветување. Браќи и сестри, денеска можеби ние се прашуваме кога ќе се разболеме, кога ќе се случи нешто непредвидено, кога не одат работите како што ние сме ги спланирале, стоиме и гледаме, Боже, што се случува со мене? Дали сум јас таа причина за остварување на Твојата волја? А Бог ни вели, јас сум Твојот штит. Бог вели, Бог не вели, јас ќе бидам Твој штит, туку јас сум сега Твој штит. Браќи и сестри, знаете, војниците во времето на Саула, во времето на Голијата, какви штитови имале? Па и денеска војниците и војската какви штитови има? Го штити само телото, мали штитови. Но овде, во овој контекст, во оригиналот, кога Бог вели јас сум твој штит, тоа значи јас сум заштита од глава до пета твој штит. Значи тој штит се протега од глава до пети и целосно го штити секој дел од твоето тело. Таков штит, браќи и сестри, денеска ни нуди Бог. Значи, Бог вели и денес, јас ве штитам во време на сомнежи. Јас ве спасувам во време на опасност. Бог, како што реков, не вели ќе ви дадам штит, туку јас сум твојот штит. Самиот небесен Бог, браќи и сестри, вели јас сум семоќен, јас сум универзален и вечен. Некој рекол следново: христијанинот е бесмртен додека не се заврши неговата работа на земјата. Христијанинот е бесмртен додека не се заврши неговата работа на земјата. Таа изјава значи дека ништо не може да ни наштети без Божја дозвола. Како, на пример, губење на работа. Подоцна ќе кажем еден пример. Или некоја несреќа. Или 1000 други причини кои се случуваат во нашиот живот. Не постои нешто што Бог тоа не го знае или не го гледа. Апостол Павле вели во Солуњаните 1:13, тагуваме, но не како оние кои немаат, што? Надеж. И нам не е жал. И ние тагуваме. И ние плачеме. И ние сме жалости. Не сме ние од пластика, па да немаме чувства за нашите мили драги. Но нашата тага е различита токму затоа што се надеваме на Бога. Една жена, мисионерка, раскажува како за малку ќе изгубила својата работа. Односно, за малку ќе завршила во затвор. Зошто? Еден адвокат толку ги замрзил христијаните во едно место, во еден град. Всушност, тоа е христијанска болница. Тој се спротивставил на фактот дека болницата отворено вршила евангелизам заедно со својата сочувствителна медицинска нега. Барајќи изговор за правна постапка, адвокатот ја обвинил болницата дека незаконски продавала интервенска течност на своите пациенти. А тоа не било вистина. Но сега тоа не било важно. Скоро 10 години случајот се влечкал низ судскиот систем на таа земја. Во еден момент, пред неколку години, раскажува оваа сестра, се чинило дека веројатно медицинската сестра може да биде фрлена во затвор или природно да ја напушти земјата. Ќе ја затворам болницата, викал адвокатот, а ти ќе одиш во затвор или ќе те депортирам. Нова закана, медицинската сестра одговорила: не можеш да ми направиш ништо освен она што ти го дозволува мојот Бог. Тоа е
навистина совршен библиски одговор, браќи и сестри. Нашиот Бог е штит околу својот народ. Ништо не може да не допре, освен оно што го Бог дозволува. Зошто Бог ги одложува одговорите на нашите молитви? Ова прашање е централно во Библијата. И ова прашање враќа на почетокот од ова размислување. Зошто Бог толку долго чекал да му даде дете на Аврама? Рековме, Аврам имал 70 години и 75 кога Бог прв пат му се јавува. И сега 100 години, од 75 до 100 колку е? Колку 100 години? 25 години Аврам ке чека и Сара. После овие години Бог се уште не бил подготвен да одговори на молитвите на Аврам. А Бог му вели, Авраме, не се плаши. Јас сум твојот штит. Јас ќе ти помогнам. А годините се одминуваат. Староста се повеќе го напаѓа телото на Аврама и на Сара. Браќи и сестри, од сите овие прашања што го мачат Божјиот народ, ниту едно не треба да не вознемирува, ако ние имаме чврста доверба во Господа. Знаеме дека Бог не сака, има добар план за нашите животи. И затоа, од искуството на Аврама, да извлечеме 3 одговори. Број 1. Зошто Бог чека и не одговара веднаш на нашите молитви? Прво, да се развие истреност кај нас. Наистина би било многу лесно кога ние ќе се помолиме и Бог веднаш би ја исполнил нашата молитва. Тогаш не само што ќе го земе Бога здраво за готово, туку ќе развиваме една плитка, слаба вера во Бога. Имам една добар пријателка, раскажува еден човек кој се наоѓа, вели, во една тешка работна ситуација. Таа жена се наоѓала во една фирма, но еве што доживувала. Таа работи со еден нејзин колега кој има репутација на лежарно, фино момче. Но тој не е таков за сцената, вели таа. Секој пат кога таа има добра идеја, тој или ја краде, или се жали на шефот. А бидејќи неговата работа е поважна од низината, тој секогаш победува. Тој исто така користи закани и заплашувања за да ја постигне својата цел. Тој мисли само на себе и како може да напредува и не му пречи да биде немилосреден ако тоа е оно што е потребно за да добие повисок ранг или служба во фирмата. Може би ви звучи познато. И денеска има такви луѓе во разни предпријатија, во разни фирми, во разни канцеларии, кои исто така личат на ова момче. Понатаму што вели, знам дека Бог ме стави овде и ми даде талент да ја работам мојата работа. По никоја цена нема лесно да отстапам, вели ова жена, ова девојка. Ако сака да ме пресели, тоа е во ред. Но јас нема да се обидам сама да го сторам тоа. Сигурно сум дека Бог може да ме користи во оваа позиција и сакам да научам се што тој се обидува да ме научи. И навистина останала таа жена на работното место, зашто била упорна, истрајна, зашто била чиста, во смисол немала никаков прекршок на работното место. Ова жена е пример, чија вера станувала се посилна и посилна. Иако поминувала низ тешки ситуации, била христијанка, му се молела на Бога, но ете Бог може би дозволил преку ликот на тој човек, на тоа момче, да се избистри, да се очисти низината вера. Секој ден и се дават нови можности да има доверба во Бога и љубезно да одговори на нелюбезниот колега. Број 2. Да се осигура дека само Бог ја добива славата. Кога Павле пишувал приказната за Аврам, во Римјаните 4 глава, може да читате, тука од 19 до 21 стих, еве што напишал. И не ме ослабува верата, иако знаеше дека телото веќе му е мртво, зашто имаше околу 100 години и дека сарината материца е мртва, но поради Божјото ветување не се поколеба, ниту изгуби вера, туку се зајакна преку својата вера и му одаде слава на Бога.
I беше potpuno уверен дека тој може да го направи оно што го ветел. Гледате, браќи и сестри, Аврам ќе чека 5, 10, 15, 20, 25 години, полни 25 години, за одговор на неговите молитви. И тој за тоа време ќе трпи понижување. Нажалост, ќе го активира и планот Б, што ќе му предизвика уште поголеми болки и раздор во семејството. И тука во 15-та глава, во прва книга Мојсеева, тој се сложува на жалост Аврам заедно со Сара да има дете со нивната слугинка. Ти имале надеж дека сега Агара ќе биде таа маша, тоа помагало да се оствари Божиот план. И така направил, се родил Исмаел. Но овој изглед би го нарекол на Аврама, или обид да му помогне на Бога, предизвикало на жалост конфликт или контраефект и донело тага и болка кај сите оние кои биле вклучени во оваа сделка, да кажам, или во ова дело. Браќи и сестри, Бог ни треба на нас, а не ние на Бога. И затоа да научиме да бидеме стрпливи и да не се плашиме. Во Библијата Бог се идентифицира или се споредува со зборот Јасум. Што значи зборот Јасум? Бог е големиот Јасум. Тоа е како Бог да ни вели: јас сум твојата сила во твојата слабост, јас сум твојата храброст, јас сум твоето здравје, јас сум твојата надеж, јас сум твојот бранител, јас сум твојот избавувач, јас сум твоето простување, јас сум твојата радост, јас сум твојата иднина. Бог ни вели денеска на сите нас, кои сме овде и кои не се со нас: јас сум се што ви треба, кога и да ви затреба нешто. Тој е седоволен Бог за секоја криза. И зато Бог вели: не плаши се, имајте вера. Ајде да го закружим ова проучување со неколку точки. Број 1. Верата се фокусира на Бога, а не на нашите проблеми. Значи, кога ќе дојдат проблемите, ние се фокусираме на проблемот и тука гледаме, наместо да гледаме на оној кој има решение за секој наш проблем. Една жена, а то го работат и други жени и мажи, не само жените, го променила бројот на својот телефон. Има ли такви случаи? Сте слушнале? Зошто луѓето ги минуваат телефоните? Таа го променила телефонскиот број и не го пријавила да биде достапен. Знаете, Телеком или другите компании те прашуваат дали бројот да ти биде видлив, односно да биде во јавноста покажен кога некој ќе праша за името Петко Петковски. Меѓутоа, таа забранила да низиниот број биде јавен во јавноста. Зошто? Затоа што живеела во еден страф, размислувала за одредени луѓе да не и наштетат. Понекогаш се чини дека и ние живееме во една временска зона, а Бог живее во друга зона. И затоа ние не може некојаш да се вклопиме со Божиот план. Бог вели: јас сум штит од глава до пето, а ние си земеме своји штитови. И само може би срцето си го штитиме овде. А од другите страни ѓавот не напаѓа. Второ, верата расте со верување во Бога и покрај нашите околности. Понекогаш нашите околности го потпомагаат верувањето во Бога. Еден пријател раскажува дека имал еден близок пријател кој влегувал во последната фаза од битката со ракот. Имал рак. По долги тешки третмани лекарите ништо друго не можеле да направат. Тој еден ден од најдобрите луѓе што ги познавам, вели човекот, човек кој бил благ, со благ дух, ги привлекувал луѓето, бил чесен човек. Никој не знае колку време му преостанувало од животот, но се чинило дека се работи само за неколку дена. Последниот пат кога разговарав со него, тој зборуваше за Божјата добрина. Тој додаде дека тој и неговата сопруга имале долг и среќен заеднички живот и знае дека Бог ќе се грижи за нив. Неговата сопруга едноставно рече: што е да се случи, ние се надеваме на Господа. Навистина, браќи и сестри, тоа е библиски
odgovor na našата вера. Така треба да биде и од нашиот одговор, кој се издигнува над околностите, за да ги задржи вечните Божји ветувања. Четврто, верата му се покорува на Бога чекор по чекор. Овој принцип често пати го ние занемаруваме, браќи и сестри. Се обидуваме да ја твориме нашата волја наместо Божјата. Бог ветил дете на Аврама. Тој очајно го очекувал тоа ветување, односно исполнување. И Бог пред да се оствари тоа Божје ветување, знаете Бог што му рекол на Аврама? Ајде се подсетиме. Прва Мојсеева, 15 глава. Ке видите Бог повторно го става на една проба. Тука од 15 глава, 9 стих, вака вели Бог. Господ му одговори, принеси, пред тоа да прочитам само насловот, Божји ветување за наследник, тоа е 15 глава. И Бог сега му вели овде од 9 стих, принеси ми 3-годишна јуница, 3-годишна коза, 3-годишен овен, грлица и гулапче. Читам до 11. Тој му донесе се тоа. Ги расече на половина и ги стави половините едни спротив друга. Птиците не ги пресече. Грабливи птици слетуваа на труповите, но Аврам ги растеруваше. Интересно. Зошто Господ тоа го побарал од Аврама пред да се исполни ветувањето? Како Аврам да стаса, да стигне до тој расадник? Аврам нема поим и Бог нешто му кажува, а тој треба тоа да го спроведе. И го спровел. Ги набавил овие 3-годишни птици. Што беше друго? Коза, грлица, гулапче, јунче и така натаму. Аврам можел да бира, да биде послушен или да не биде. Тој можел да бира, да ги собере животните, да ги подготви за жртва, иако се чини дека тоа не е поврзано директно со синот кој треба да се роди. Браќи и сестри, Бог ткае невиден образец, кога еден ден ќе не одведе во нова насока. Кога Бог ќе рече сега овој новиот пат, по ова оди, а ние сме навикнале, како во поштата кога ударат печати. 100 писма и само ова со затворени очи удара тој поштар. Сте видели како удара? Тоа е образец и таму оди се серијски. Но Бог ќе ни даде нов образец, нова насока. Колку често се сопнуваме на ова? Бог сега му вели Авраме, ќе свртиш нов образец, нов лист. Сега ќе имаш нова одговорност, само што не се родил синот. Браќи и сестри, понекогаш ние не ги знаеме 100% Божите планови. На крајот 99% од животот се покажува како гадна, обична рутина. Сепак, од гужвата Бог ткае невидена шема кој еден ден ќе не одведе во нова насока. Може ли да му веруваме на Бога и кој ќе дојдеме до 100 години? А нашите молитви се уште не се остварени. Да, браќи и сестри, треба да му веруваме. Бог е верен на оно што го ветил и тој тоа ќе го исполни. Меѓутоа, кога ќе најдат проблеми, тогаш се покажува нашата права. Кога, може би, ќе имаме несогласување во некои точки. Кога татко ми почина пред 38 години, се соочив лице со лице со крајното неодговорно прашање за животот, раскажува еден човек во својата биографија. Тогаш не знаев зошто толку добар човек ќе мора да умре на 56 години. Или зошто ќе ги остави мајка ми и незините 4 деца, 4 сина, без сопруг и татко. Немав поим, раскажува овој човек. Зошто тоа се случи? Зошто тоа го прави Бог? Во годините од тогаш научив многу работи за животот. Но признавам дека се уште не разбирам зошто умре татко ми толку млад. Сега нема никаква смисла отколку тогаш. Јас сум сега стар, постар и
помудар. Но на едно много важно прашање се уште немам одговор. Но од тогаш, вели овој човек, научив дека верата е избор што го правиш. Понекогаш избирате да верувате поради она што го гледате, често пати верувате и покрај тоа што може да го видите. Додека гледам во светот околу мене, понатаму вели тој човек, многу работи остануваат мистериозни и неодговорени. Но ако нема Бог и ако не е добар, тогаш ништо нема смисла. Избрав да му верувам затоа што морам да верувам. Навистина немам друг избор. Но можам и да не верувам, вели овој човек. Но јас избрав да верувам. И без разлика што тогаш немав одговор кога татко ми не напушти. Бев лут на Бога и се прашува зошто Боже, но сега ги знам малку појасно одговорите. Мисионерот Хадсон Тейлор бил пионир кој основал мисијата во Кина, во внатрешноста на Кина, 1865 година. И тој пишувајќи го својот дневник, значи си напишал дневник, секој ден што се случувало во неговиот живот. И после таму една реченица, еве што напишал. Ја опишал својата духовна состојба. Не знам да читам, не можам да мислам, не можам да се молам, но знаете што можам? Можам да верувам. Тоа го запишал овој мисионер. Таму длабоко во внатрешноста на Кина, 1865 година. Не знам да читам, не може да мислам, не може да се молам, но можам да верувам. Веќе се ќе дојат моменти и кај нас, кога не ќе можеме да читаме Библија. Татко ми сега не може да чита Библија. Ме прашува мене за некој стих, кој ќе се сети за некој настан. Ќе дојде ден кога не ќе може се молиме, гласот ќе ни биде земен. Ќе дојде време кога мислите ќе ни лутаат. Давид што вели? Ќе дојдат денови за кои ќе кажеме дека не ми се мили. Да, имаме наши стари кои се веќе безпомошни, кои умот им откажува. Но, браќи и сестри, ќе дојде ден кога не ќе можеме да се фокусираме во мислите на Бога. Често пати нема ниту да можеме да се молиме. Но во тие моменти, кога не можеме ништо друго да правиме, се уште може да веруваме во љубовта на големиот Бог, на Синот Негов, кој го дал за нас, умрел и воскреснал, за ние да живееме. И затоа, брати и сестро, не плашете се. Никој не знае што може да донесе утрешниот ден. Кој знае дали ќе поминеме сите живи ова недела која е пред нас. Но нашиот Бог е верен да го држи секој свој ветување. Ништо не може да ни се случи ако прво тоа не поминало низ рацете на Бога. Ако вашиот пат е мрачен или мојот, да продолжиме понатаму да веруваме и да се држиме за Божито ветување. И еве сосема на крај читам Матеј 6 глава 25 и 26 стих. Зато ви велам, не бидете загрижени, јас додавам уплашени, за својот живот, што ќе јадете или што ќе пиете, или што ќе облечете. Зарем не значи животот повеќе отколку храната и телото повеќе отколку облеката. Погледнете ги птиците небесни, бидејќи ниту сеат, ниту жнеат, ниту во амбари собираат, а сепак вашиот небесен татко ги храни. Зарем вие не вредите повеќе од нив? Брати и сестра, ако окото на Бога е вперено во птиците, буквално во врапците пишува овде, знам дека тоа исто око ќе се грижи за тебе и за мене. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.